би сакал на сите верници од православна вероисповест да им го честитам овој голем празник, голема Богородица. На секаде из Македонија масовно се прославува, народот навистина одржува една силна традиција. Денес сме тука во Раштак, заедно со местните жители, со сето население од целата околина и од околните села да го прославиме празникот. Им посакувам на сите верници едно добро здравје и веритет. И еве како што гледате во една убава атмосфера да се подружиме со луѓето. Луѓето постојано ни кажуваат проблемите со кои што се соочуваат, економското опустошување на државата, националното обезличување, навистина се загрижени за тоа и тука сме да поразговараме, да им кажеме дека промените доаѓаат брзо, обновата на Македонија доаѓа брзо и за многу кратко време заеднички ќе ги менуваме овие работи. Сега би сакала едно политичко прашање. Дали поради сите случаи што се одвива предходно, а и сега во случајот Рекет, влијаат на легитимитетот, легалитетот и правноста врз нашата држава? Ова е најголемиот корупцијски скандал кој што Македонија го видела. Јас малце испитував, нити во Македонија, нити во регионот, досега не сме виделе на видео или на слика торба полна со пари. Тоа прв пат се случува во историјата на Македонија и на регионот, што само говори за колкави размери на корупција зборуваме. Во исто време, некаде пред 2 недели, споменав дека вкупната сума на побарани и изрекетирани средства надминува 20 милиони евра. Досега никој ова не го демонтираше, што значи дека рекетиране повеќе од еден бизнисмен, рекетирани се многу бизнисмени и побарани се многу пари. Тоа е операција која што не може да ја завршат еден или двајца луѓе. Тоа е операција која што е добро осмислена од врвот на СДСМ, координирана лично од Зоран Заев и понатака управувана низ целата држава. Затоа е потребна и кривична, но и политичка одговорност. Кривична не може да остане на овие тројца обвинети сега, мора да се прошири, да бидат офатени сите, а политичка значи оставка на владата час поскоро и организација на брзи предвремени избори, кои што ќе ослободат Македонија од корупцијата, а на судството и на обвинителството ќе дадат можност да работат независно, за да може транспарентно да го откријат секој кој што бил инволвиран во овој скандал, затоа што овој скандал ја подкопува Македонија. Никој веќе не сака да инвестира во Македонија, бизнисмените се плашат затоа што им е страв дека некој моќник од власта пак ќе ги побара и ќе им побара мито, односно рекет. Од самиот почеток, како почна да се одвиваат работите со случајот Рекет, некако се остава впечаток како да се игнорира случајот. Дали тоа е поради преголемата вмешаност на политичарите и дали, што мислите, дали ќе продолжи уште игнорирањето, дали ќе имаат простор? Апсолутно, значи оваа афера прв пат индиции се пријавени во обвинителството на почеток на мај, еве сме на крај на август, скоро и да нема никаква разрешница, што значи дека власта се обидува да ги менаџира овие работи и веројатно да не би била пријавена во обвинителството, никој ни сам не би почнал да ја истражува, да не излезеа тие снимки кои што излегоа во јавноста, веројатно немаше да се преземат никакви активности дополнителни за откривање на овој случај, што само говори дека власта сакаше да го затешка овој случај и дека само заради јавниот притисок прават нешто, но ова што го прават е далеку од она што треба да биде. Повторувам, рекетирани се многу бизнисмени, сумата надминува 20 милиони евра. За тоа не може да бидат одговорни само тројца луѓе.